Денеска на иницијатива на општина Кавалаци пред седницата на Совет имавме повик, се даваше кризниот штаб на општина Кавалаци, Советот за превенција на општина Кавалаци и Советот за за јавно здравје на општина Кавалаци. Така еден поширок состав на едно 30 на луѓе инволвирани во цела работа. Токму темата беше коронавирусот и самата развојна компонента која што има во нашата држава. Како општина Кавадарци и сите други јавни институции, ние строго ги практикуваме и ги преминуваме мерките и заклучоците на влада кои што ги има донесено при Министерство за здравство и здравствената организација. Место за паника немаме, меѓутоа место за превентива имаме многу. На тој наш собир кој што беше тука донесовме повеќе заклучоци кои што сега, после завршувањето на овој совет, заедно со дел од советниците и со лекарите и со дел од општината, ние ќе почнеме да ги преминуваме како заклучоци и превентива уште од денеска. Што значи тоа? Тоа значи дека донесовме заклучок заедно со вработените од Агенција за храна, да ги посетиме сите угостителски објекти, покрај тоа што ги има донесено владата како мерка да до 18 часот работат со делумично половичен капацитет, да го појасниме тоа подобро, да не се ствара паника, да се раздредат тие седишта, маси и така натаки. После 18 часот не работат, меѓутоа до 18 часот да им укажеме на превентива од делот на дезинфекција на раци и дезинфекција на обувки. Мислам дека секој на угостителски објект може тоа да го спроведе, незадолжително, али да биде во делот на можноста за превенција. Имаше друг предлог кој ќе го прифативме како заклучок, да после 17 часот или 18 на 3 до 4 пункта во Кавадарци, во општината, за тоа што покрај затварањето на угостителските објекти, ние имаме сега со гледано на повеќе групирање на луѓе, движење на деца и така натаки, а со оглед на тоа дека јавната инфраструктура не е баш најдобро развиена во делот на јавни комунални дејности, да поставиме 3 до 4 пункта од волонтери, кои што ќе имаат со нив течност и пункт да дел од граѓаните кои се движат имаат можност да си ги дезинфицираат своите дланки и раци и со тоа да малку пак превенираме на некој начин, а и ја дигнеме свеста во делот на миење раци или во делот на правење дезинфекција. Генерално тие беа така заклучоци кои ќе ги донесува. Исто се донеси заклучок, ке се за подсетување, да на операторот кој што ги има добиено јавниот превоз, линиите задолжителни во општина Кавадарци кои што функционира на дневна основа, да секој дневно праве дезинфекција на самите превозни средства, односно на самите минибуси или автобуси, каде што сепак имаме поголем број на луѓе кои се движат. Користењето на маски се препорачува да не се користи кај незаволни лица, пошто има и контраефект, така да тоа оставаме на индивидуална база на луѓето како се одлучат, али сепак мора да ги пратиме, да ги гледаме оние мерки кои што нас не ги кажуваат стручните лица од здравствените сектори. Јас како градоначалник и општина Кавадарци можам само да ви потврдам, да ви кажам дека сите јавни институции кои се во интерес на граѓаните работат во полн состав и обем на работа. Само можам да препорачам еден апел до граѓаните, оние кои што не е најхитна обврската што мора да ја завршат или може да направат алтернативна замена за таа работа, дали по електронски пат, дали по интернет, да не морат физички да присуствуваат во јавни институции, во движење, во поголем обем. И нормално, тука ни се најмилите и најдрагите, кои што сепак не треба да му го ограничиме нивното движење живот, али мора да се грижиме за нивното здравје и за потесните членови на семејството и нормално за целото население. Треба да им кажуваме на нашите деца, пријатели, роднини и било кои за намалувањето на ширењето на вирусот. Превентивата на намалувањето е во дезинфицирање на самите ние како личности, во намалувањето на поздравувањето, малтене и да се, како што каже и докторот, елиминира тоа ракување на некој начин, нема да биде тоа навреда, него е сега таков период кој што го имаме. И
она што го викаат преку воздух или аеро пренесување на вирусот, да немаме блиски контакти со самите луѓе од метар и пол до 2. Тие се здравствени, преку Светска здравствена организација кои што ги препорачуваат, ништо не е страшно доколку не дојде до голема сериозност. Јас очекувам да ова епидемија, да речеме и како сака пандемија, да помине што побрзо. Еве како нација, пошто македонска нација значи за една чиста нација која што одржава хигиена, мислам дека кај нас треба и побрзо да помине него од некои поземји кои што се на пониско ниво у тој дел. И нормално доколку видиме и согледаме луѓе сомнителни или што значи сомнителен човек, ниеден човек не може да го осудиме и да кажеме лажна вест или да укажеме на нешто доколку не сме сигурни во тоа. Никој не е сигурен во симптомите на тој вирус. Единствено задолжителна препорака е секој кој што доаѓа од странство да биде во изолирана просторија од 14 дена доколку се јават симптоми. Ние на нашите Facebook и интернет страници ги ставиме броевите од нашите епидемиолог, од нашите лекари кои што ги има на нашето општинско ниво, како што каже и докторот, да не одиме по медицински институции, да не се движиме непотребно, да не се шире непотребно, него да може во домашни услови да тоа сето се спроведе. Така да мислам дека доволно се тие како превентивни мерки, никиш превенцијата не може да биде 100%, да не го занемариме цело, паника воопшто да не креваме, како што и кажа и Трендафилов, купувањето на мирници за дома повеќе од потребата, мислам дека не е потребно. Општина Кавадарци или самата држава доколку дојде до таков ризик, навремено, своевремено ќе известе, така да мислам дека нема потреба од трошење непотребно ресурси и правење на залихи на мирници за куќните потреби. Уште еднаш повикувам на апел да непотребно движење во јавни институции, на јавни места, затворени, не се практикува во голем обем, освен тоа што е неопходно да се сврши работа во делот на јавните интереси. Благодарам. Паника во насока на купување брашно, купување на други намирници е контрапродуктивно, може би си ја смируваме совеста, меѓутоа е апсолутно контрапродуктивно. Меѓутоа, не смееме да ја занемариме опасноста која што ја имаме пред нашите врати. Во Македонија имаме 9 случаи регистрирани, цела планета е глобално село, сме во контакт, токму заради тоа владата и Министерството за здравство предложи мерки да се учениците не одат на училиште, ги имаме угостителските објекти кои што работат до 18 часот. И јас би препорачал овие мерки што се предложени од Министерството за здравство, предложени од Светска здравствена организација, сите ги почитуваме. Во насока на прво место препорачувам поздравувањето да го забораваме. Значи, респектот мора да го има, меѓутоа поздравувањето рака со рака да се заборави. Учениците не одат на училиште, меѓутоа која е поентата на неодење на учениците на училиште доколку учениците продолжуваат групно да се собираат масовно цело време. Значи, вие како советници, како луѓе со влијание, би сакал да препорачам на сите, еве сега тука и колегата Петар, значи не одат и децата на тренинг. Тоа е сето направено со цел не дека нема да дојде вирусот, туку заболените кои што ќе бидат заболени да може здравствениот систем да ги абсорбира. Да не биде ситуација да имаме илјадници заболени кои што нема да може здравствениот систем да ги абсорбира. Не е ширам паника, да знаете, нема паника. Смртноста кај деца до 9 години е 0%. Смртноста кај до 49 години е отприлика 0,2%. Меѓутоа, 0,2%. Меѓутоа, смртноста веќе кај луѓе над 50 години, над 60, посебно над 70 и 80 години оди скоро до 20%. Затоа, заради нашите родители, заради нашите баби и дедовци, мислам дека сите треба да бидеме одговорни. Да миеме раци, на прво место, и со ова ќе завршам, на прво место, луѓе кои што дошле од Италија, од земјите што има корона, би требало сами да се стават 2 недели во изолација. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом.